А господин Илјов, тогаш јас би рекол дека ќе се согласиме, еве, тука и господјата Маркус, дека вината за оваа состојба во која што ние денес се наоѓаме сепак пред се треба да ја бараме во нас самите, во македонците, не во другите, бидејќи секој има своји собствени национални интереси. И ќе ве потсетам на една мисла од познатиот хуманист Фридрих Шилер, кој што вели дека историските состојби налагаат на еден човек, на едно општество, да се надмине себе си, да биде поголем од себе си самите во овие критични мигови. Јас мислам дека тој миг за нас е сега. И ако ме прашате мене дали би сакал да живеам во некое друго време, јас би рекол не. Ниту во времето на славните Александар и на Филип, ниту во времето на било кој од овие династии. Јас сакам да живеам денес тука, во оваа Македонија, да со своето знаење, со својот труд им покажам не само на моите во семејството, на оние кои што јас ги образувам, туку малку пошироко на светот, дека сме народ достоен и доблестен да бидеме она што сме. И од тоа не смее да се бега. Сакам да напоменам дека битката за нашиот идентитет не се добива со тоа што ќе одиме на преговори со било кој. Битката за нашиот идентитет не се добива со тоа што ќе одиме на референдум. Не смееме да се криеме зад референдум. Македонскиот референдум е стар неколку илјади години. Тој е запишан со крвта на македонскиот народ. Нема референдум, господине Томич, без крвта на војниците на фалангата на Александар. Нема референдум без светите браќа Кирил, Методија и нивното слово, и нивните ученици Климент, Свети Наум, Ангеларии и Гораз, и 3000 нивни студенти кои што ја описменија пола Европа. Нема референдум, господине Томич, без 14.000 ослепени очи на војската на цар Самуил. Нема референдум без крвта на војниците на Каршвошовото, Решневското, Красловечкото и сите други Линдеското остание, народно-освободителната борба и на крајот оние кои што ги дадоа своите млади животи во 2001 година. Значи, пак да речеме, господине Илјов, дека ќе се согласите, проблемот е во нас самите, во нашата неспремност да се дигнеме на чинот на величие на кој што ние припаѓаме.